во близината на Велес, на место кое што се нарекува Пресвета, покрај реката Вардар, а и таму има направено мал храм на самовилата Ѓурѓе и на змејот. Значи во едно мало храмче се ставена статуја на змеј и на самовилата Ѓурѓе. И луѓе доаѓаат таму, има во близината самовилска вода и најчесто се мијат со таа вода, бараат помош од самовилата. Помага затоа што самовилите помагаат преку водата. Такви самовилски води има на повеќе места во Македонија, има Зубовце во Кумановско, самовилска вода која што лечи, има покрај Велес и луѓето едноставно веруваат и наоѓаат чаре во таа вода. И се верува дека самовилите ја благословуваат таа вода, па секој што ќе се измие од таа вода, му помага таа вода. Самовилите се митолошки суштества кои што знаат да му помогнат на човекот, многу во тешки ситуации, ги има во многу приказни спомнати, и се верува дека се настанати од растение, по вегетативен пат и долго време на некој начин живееле со нас, покрај нас, се до Втората светска војна или со развивање на железницата и новаа цивилизација се последните траги на самовилите во Македонија. Иначе пред тоа луѓето ги среќавале скоро во сите шуми, покрај сите реки и биле нормална појава. Тоа сакам да те запрашам, значи не е само легенда, него веруваш дека постоеле самовили на овој наш простор што живееме ние, дали може би си слушнал нешто, некоја приказна, некој да видел, да му се случило нешто и дали ги доживаш како позитивни суштества или негативни, зашто некогаш знаат и да не само да помогнат. Види, јас не го кажувам тоа го тврдат приказните на луѓе кои што живеат на различни краеви од земјата, а имаат приказни за самовили. Има една песна Димна Јуда град градила се вика, тоа е стара песна, каде што се пее за самовилата Димна Јуда која што градила град, значи се опеани во песни, а луѓето ги спомнувале во приказни и не може луѓе што не се сретнале никогаш да раскажуваат иста приказна ако нешто не виделе или нешто не осетиле. Затоа луѓето, ја мислам дека ги гледале тие самовили. Дали биле почисти луѓето во умот, дали гледале, дали постоеле тие како некои енергии, не знам за тоа точно. Меѓутоа, според преданијата, тие постоеле напоредно со нас. Нарекувани биле личници, шумски луѓе, самовили, јуди, имале секакви имиња, меѓутоа луѓето ги нарекувале само тие. Не се осмелувале да кажат самовили за да не го привлечат нивното внимание. Значи луѓето имале и на некој вид стравопочит од самовилите. Значи до толку ги осеќале за реалност, што чувствувале и страф од нив некогаш. Ти имаш истражувано многу околу оваа тема, имаш многу знаење околу оваа тема. Дали вистина дека дали си пронашол некој податок дека ако ја видиш самовилата ќе умреш, не можеш да ја видиш? Деме кона те убива со поглед или не знам. Немам таков податок сретнато, имам сретнато податок за човек кој што се разминал со така наречена самовила, сабајле на мугрите и само се допрале, ја допрал по рамото и кога станал другиот ден косата му била падната. Тоа го имам само слушнато ко сведоштво, прочитано некаде, така во глава ми е влезено, а директно сведоштво некој дека видел самовила немам видено, иако немам слушнато ствари, иако имам прочитано некаде дека имало луѓе што се разболувале после средба со самовила. Легнувале болни, па луѓето оделе им давале на самовилите поклони за да ги удоволат, за човекот да оздраве. А повеќето приказни се позитивни за самовилите. Самовилата се верува дека може да ти даде дарба. Така да многу луѓе дарбите ги добивале од самовилите, значи може да ти даде дарба да пишуваш поезија, да бидеш сликар. За многу луѓе при средба со таква енергија или суштество, после тоа добивале дарба. Така. И има и позитивно гледање на самовилите. Покрај самовилите постоеле и вили. Така наречени вили. Тоа биле суштества што имали крилја. Може би си прочитал, не знам. Они се карактеризираат како повеќе форми, самовили, вили, и сите се од женски род, а машки самовил или вилињак не се спомнува кај нас, туку се спомнуваат само кога самовила ќе има дете со човек, се спомнува дека се создава јунак. Така се раѓале јунаци, кога ќе има самовила, однос со смртен маж и ќе има дете. Тие биле луѓе кои што биле нарекувани јунаци, имале на некој начин надприродна сила. И ако си слушнал песната Море сокол пие, таму го прашува дали виде јунак да помине со 9 лути рани. Да, песната за Јане Санаски се мисли. Ако не се ваш. Добро, за јунак. Дали Јане Санаски може бил јунак? Значи човек кој што е 9 пати прободен, они го бараат каде е. Замисли,
како ги гледале јунаците. Че јунаците биле со некој начин со надприродна моќ. Да, и доколку самовилата има дете со некој, покрај тоа што веќе не е самовила, ако е детето машко, го оставава во планина и гледава од страна дали некој ќе го земе. Значи не може, не знам зашто од машкиот род се тргале. Едноставно луѓе го вдомувале тоа дете и луѓето го чувале. Па да, можеби, тоа тие јунаци, она го доела тоа дете со самовилско млеко секогаш за да добие надприродна сила. Едно од тие приказни е за крале Марко. Крале Марко е доен од самовила и после тоа знаеме приказните кога он имал надприродна сила, фрлал карпи, можел да патува огромни далечини. Крале Марко е доен од самовила. Неговата сила ја добива од самовила. Имал нога. Имал голем статус. Мислам, он бил голем човек и за крале Марко исто има големи мистерии. Покрај самовилите ти имаш исто така големо познавање и од тие змејови што ти ги нарекуваш. Може да ни кажеш нешто повеќе околу тие змејови? Па истражувам, не знам колку имам, не можеш да имаш знаење за нешто што има толку малку информации. Можеш нешто да пронајдеш само, меѓутоа слушано некој. Да, па имам истражувано за змејови, да. Многу мене ми се интересни тие сите наши мистични појави, стари. И ми интересирало што гледаат луѓето, што опејуваат, зашто зборуваат. А за змејот е позитивна една појава кај нас. Кај нас змејот е позитивна појава, ламјата е негативна. И се верува дека кај има змеј таму не постои ламја. Или змејот е синоним за позитивност, а ламјата за негативност. Или змејот е добар, ламјата е лоша. И дека на едно место ако владее лошото, значи таму нема змеј. И луѓето повикувале змеј за да го избркаат лошото. И ако нема змеј на некое подрачје, значи дека таму нема добро, тоа е лошо за таа земја или тоа подрачје. Тоа верувале нашите предци за змејовите. Иначе змејовите исто така настанувале во утробата на жената. Само било карактеристично што змејовото дете се носило 24 месеца, не се носило 9 месеца и по тоа се знаело дека е змеј. Затоа што долго време било во утробата на мајката, 24 месеца. Така. Според старите преданија, да. И тоа се интересни теми, мене ми се интересни, знаеш, те враќаат у детството некако. Кога интересно изумреле тие змејови? Па не се изумрени тие змејови. Се уште ги има? Па види, како суштества, како мислам дека може се уште да ги има, само да се мали, да не се толкави, да еволуирале. Дали нешто такво можеби истражуваше ти на Кожов планина во Гевгелија дека се појавил змеј, како што Па на Кожов има луѓе кои што кажуваат дека виделе нешто големо како лета, а и јас го истражував тоа таму. Престојував на Кожов некое време, полого време и луѓето имаа сведоштво дека виделе нешто, меѓутоа подоцно општината кажа дека таму се населил некој редок вид на африкански орел со глава на був кој што е висок 2 метра. Тоа е најголема. Па луѓето тоа го спомешале со змеј, ама јас не успеав ни тој був да го видам. Тоа е вака. Тоа ја го прочитав, тоа е најголемата небулоза, пошто јас сум соколар. Знаеш и ти самиот. Да, ти ќе даеш најголемата небулоза што сум ја слушнал некогаш во однос на соколарството. Тоа не е вистина, тоа е харпи орел. Тоа е најголемиот орел во светот. Да, харпи орел. Тој се населил таму. Тој орел лови и мајмуни дури. Значи, нешто многу големо, буквално е страв да го видиш. Така да, но тоа не е возможно тој да се преселил во Кожов и новие простори, така да не верувам во таква приказ. Па тој официјален одговор дојде од тие научници, од таа. Види, они мора да дадат одговор на нешто. Интересно беше, јас престојував таму во манастир, каде мој пријател кој што е монах таму Мите, и он кажуваше дека во Серменин? Во Серменин престојував, да. И од таму истражувавме и он кажуваше дека монахот таму дека секој сабајле слуша пискање во планината на некој животно што не може да го идентификува. Што до сега не бил. Што он не знае што е, затоа што он ги познава сите животни таму и тоа даде уште една нота на таа мистерија, затоа што орелот не би можел да предизвика толку пискав звук. Меѓутоа луѓето виделе голема птица или според нивни кажувања змеј. Ја бев истражував таму, не успеав ништо да видам, сакав да го снимам тоа. Меѓутоа, доколку би живеел таму змеј, разговарав со луѓе, таму постоеле на карпите некој редок вид на алги кои што се многу хранливи. Па би можел